играме домино, ша, коцки, па и чај пиеме, кафе, така разонодувам се од и стар живот е. Ја сачекам и младите да бидат уште поубаво живеле во старите години. Малку подолу во центарот на Сарај е клубот на Сдруженијето на пензионери. Тоа беше и следната дестинација на Мерита. Но и мој предизвик да соберам уште некоја мудрост. Имаме друштво на пензионери кој многу фино работиме заедно со сите луѓе. Имаме албанци, имаме турци, имаме македонци, имаме и роми. И за Великден и за Бајрам се носи баклава и за Великден црвени јајца, така нели традиционално. Се дружиме често пати и правиме екскурзија, одиме тамо, вамо, си шетаме, одиме во Албанија, во Струмица, во Ресен, во Турција, Чустендил бевме ова година. Ние таа улога играме и во нашите фамилии, како пензионери. Со внучињата, со правнуците. И така, јас мислам дека време е. Доста веќе глупости. Можам да речам баш. Близко. 3-0. Една анекдота ќе кажам. Одевме на Василица кај една пријателка и таму меѓу другите бев и јас и еден србин. И кога отидовме таму, господја Васка рече, ве молам, вика, треба да бидеме внимателни, меѓу нас има еден албанец. Ради, ете така, да бидеме попристојни, нели, во друштвото. И меѓу нас имаше еден србин, и он збореше српски, и не знам што сгреши некој нешто, рече, опрости, молим те. Он рече, па нисам ја, ова е албанец. Мислам, дружењето, видите, кај нас, старите генерации, постоело и постои. Сега, треба да земат за пример во постарите генерации. Треба да овие младите земат пример. Македонија е на сите. Секој се треба да си го најде својот дел и сите треба да се ангажираме за целосноста на Македонија. Не може некој да удира гради дека јас сум поголем македонец, ти не си. И јас сум албанец, државјанин на Македонија. Каде и да одам, кога ќе влезам на граница, послободен се чувствувам и полесно дишам. Овие мои соговорници имаа што да им пратат на младите како порак. Но самокритичноста исто така беше уште една голема мудрост што овде ја слушнав. Не се младите виновни за оваа состојба. Сите ние имаме дел од вина, ама буквално сите. Зашто? Имаат и медиумите, имаат и школите, имаат и сите. Нема посреќа од тоа кога човекот е слободен, запослен и гради фамилија која треба да биде ориентирана кон добрината на Македонија. Воколку во Македонија има неразбирање меѓу етничките групи, партии, тогаш од Македонија ништо нема да има. Или денес е време да тргнеме кон народот, или никогаш. Не ја извршуваме задачата кој што треба. Почевши од забаваче. Не е само да се учи. Воспитањето е многу важно. Од фамилијата. Ние, како порано, јас, да речеме, од Сарај сум живеел, не сум живеел, него да малте не сум живеел во Маџармало. Одев во Маџармало и се дружев со маџармалци. Зашто? Па таму имаше дом младински. Таму имаше игранки, таму музика, таму пинг-понг. Јас од тука одев во Маџармало. Никој тогаш не ми викаше мене, па ти си албанец или сега тогаш не вика и шиптари. Никогаш не.
сум се степал со некој македонец, па некој друг ме бранел мене кога имало прилика. Сега, дали имало ексцеси, да речеме некој да те навреди. Па, добри луѓе имало, има и ќе има. Ама и лоши луѓе имало. Меѓутоа сега дојдоа поизразити така лошите луѓе да ги речам, или луѓето со лоша намера, со лоши манири, лоши навики.